Ентузијазмот за изборите во ноември во САД е просечен меѓу гласачите, според неодамнешната анкета на Галуп. Гласањето е право кое не треба да се зема здраво за готово. Гласањето е најсуштинскиот начин да се слушне вашиот глас. Мораме да гласаме за работите кои ќе и помогнат на нашата земја. Американците можат лично да гласаат на денот на изборите или пред време на посебни избирачки места. Тие исто така може да ги испратат своите гласачки ливчиња преку американската пошта. Секоја држава во земјата дозволува некаква форма на гласање по пошта. Начинот на кој тие се разликуваат е во тоа колку им е потребен изговор, како на пример дали гласачот е далеку од неговиот дом или од избирачкото место на денот на изборите. Некои сојузни држави нудат гласање по пошта, регистрираните гласачи ги добиваат своите гласачки ливчиња автоматски пред денот на изборите. Мерките за социјално дистанцирање на почетокот на пандемијата со COVID-19 го зголемија гласањето преку пошта. Повеќе демократи отколку републиканци го прифатија тоа за време на изборните циклуси во 2020 и 2022 година, според истражувањата на истражувачкиот центар Pew. Пораката на председателот Бајден за ова прашање беше конзистентна низ годините. Гласањето по пошта е безбеден и удобен начин да се потикнат повеќе луѓе да гласаат. Претходникот на Бајден, Доналд Трамп, кој повторно се кандидира за председател, постојано изразува загриженост дека гласањето по пошта може да вклучи и измама. Гласањето поради отсуство е добро. Гласањето по пошта е многу лошо. Нема шанси точно да се избројат гласовите. Сепак од 2023 година неколку републикански политичари ја истакнаа потребата нивниот електорат да ги користи сите форми на гласање. Трамп исто така покажа отвореност кон тоа. На 9 мај тој истакна на својата платформа Truth, цитирам, гласањето поради отсутно предвременото гласање и гласањето на денот на изборите се добри опции. Групите кои се обидуваат да ги мобилизираат републиканските гласачи велат дека сакаат да го отстранат гласањето преку пошта, можност што ја воспоставија демократите. Колку повеќе гласачи можеме да ги мотивираме преку превремено гласање поради отсутност да гласаат или да гласаат по пошта, толку подобра позиција ќе имаме на изборната ноќ. Одборот за демократска законодавна кампања во изјава за гласот на Америка велат дека се сомневаат дека републиканските гласачи ќе бидат убедени да ги променат своите ставови. Комитетот исто така предупреди за законодавството што го разгледуваат државните републиканци за блокирање на гласачките ливчиња испратени по пошта со мали грешки и забрана на гласачките кутии. Експертите велат дека не е лесно да се предвиди како гласањето по пошта може да влијае на овогодинешниот изборен резултат. Ако се олесни гласањето по пошта, тогаш ќе видите поголема излезност. Не е јасно дали има силен ефект врз исходот, бидејќи дури и републиканците ќе сакаат да гласаат и ќе најдат начини да гласаат. Макдоналд изрази уверување дека заштитните мерки што ги имаат изборните органи ќе ги намалат и онака историските мали шанси за лажни гласови на претседателските избори.